Почитувани, во неделното интервју на Радио Слободна Европа гостува Драган Ѓорѓев, професор на Медицинскиот факултет во Скопје и експерт по јавно здравје и здравствена екологија. Професоре Ѓорѓев, деновиве граѓаните на Скопје се загрозени од загадување од пожари од отпад во Дрисла, Вардариште и последниот во Трубарево. Што му се случува на организмот кога вдишуваме тешки метали што беа измерени во воздухот по пожарот во Трубарево? Па не само тешки метали, тоа е една мешавина на честички, има и тешки метали, гасови, токсични, а правата структура не можеме да знаеме, бидејќи точно не знаеме што све се одлага во тие депонии. Значи, едно е да ги измериме, а за да прецениме ризикот треба да знаеме и што, кој тип на отпад се одлага. Претпоставуваме дека комунален отпад, општ отпад сигурно се одлага. Во тој отпад има пластика, пластиката исто дава токсични метали кои што може да предизвикат низа болести и некако пропратно на сите тие се тие тешки метали. Овие концентрации, ако ги мерите промптно, за 24 часа, не знам како се изразени, дали на 24 часа или на час, се повисоки концентрации. Меѓутоа, точно да го знаеме ризикот, потребно е континуираност на експозицијата. Колку тие луѓе биле изложени, овие се неколку дена на изложеност, концентрациите се повисоки, меѓутоа за неколку дена на изложеност не може да очекуваме сега, дај Боже, сериозни оштетувања на органите, покрај тоа, мислам, зависно од тешкиот метал, кој тип на афинитет има. Оловото, на пример, има афинитет да влезе и да се позиционира во коските, долго време од коските да се ослободува, така да ти имаме можност за еден хроницитет. Арсенот, ако исто така долго се експонирате, може да дојде до, и зависи повторно од концентрациите, и до тумори, до канцер на, се регистрирани во некои студии, канцер на мочниот меур. Кадмиумот е исто така, оловото и кадмиумот се крвни отрови, иначе ќе дојде до пореметување на крвниот систем, ќе дојде до пореметување на бубрезите и краен ефект при високи концентрации, тоа све го гледавме на случајот за жал на топилницата во Велес, може да дојде до оштетување на мозокот. Значи, таа е бариерата која што односно патот кој што го поминува оловот. Не е доволно само да се измери концентрацијата, сега кога би требало да направиме еден биомониторинг, да видиме населението кое ниво на олово го има во крвта, ќе покаже дали овие концентрации кои што се високи, дали се сега вдишувани само во овие неколку дена или тие луѓе континуирано во околината на депониите се изложени на тешки метали. Значи, ризикот постои према таа концентрација, ама таа воопшто не е доволно да видиме кој тип на ризики што би била прогнозата. Имаше надминување на сите овие тешки метали што ги споменавте, меѓутоа колку е ова прецизно што го добивме како резултати со оглед дека во Трубарево гореше електронски отпад, батерии, акумулатори? Да. Па, колку пак ќе кажам, структурата на отпадот ќе ги одреди параметрите кои треба да се мерат. Ја не знам лабораторијата кои све можности ги има. Ке не се проблемот дека ние не ги мериме сите параметри кои што се присутни во воздухот. Најчесто Скопје го мериме низ честичките и одредени гасови, меѓутоа структурата на честичките кои што ги има во зимската сезона не ги мериме. Во таа структура исто така има олово, има и жива. Значи имаме концентрација на тешки метали. Према тоа онаш све што може како палета да бидат токсични материи во воздухот, сигурно не може лабораторијата да ги опфати. Имајќи ги предвид пожариве што се случуваат сега и претходните зими кога имаме високо ниво на загадување во Скопје, колку според вас е опасно да се помине една зима во Скопје? Многу е опасно да се помине една зима во Скопје, затоа што Скопје е град кој што е под силен притисок на аерозагадување повеќе децении. При проценката на ризикот на едно население, еден од битните елементи е должината на изложеност. Значи, периодот на кој што Скопјани се изложени е со децении имунолошкиот систем е нападнат. Ние имаме одбранбени механизми, а меѓутоа тие не можат до бескрај да бидат и кај здрави луѓе, а камоли тоа што нели во Скопје како во секој град имаме и збир на така наречени ранливи групи, стари лица,
деца кои што немаат никаков имунитет. Така да е многу сериозно и бројките кои што сме ги покажали како здравствени исходи од загадувањето во Скопје, тоа и го покажуваат се. Колку тоа им значи на оние кои што можат нешто да променат, тоа е друга приказна. Според податоците на последниот извештај на Институтот за јавно здравје, во просек во Скопје има по околу 300 случаи на карцином годишно. Колку тоа е последица на ова аерозагадување? Па еве, околу таа поврзаност причинско-последична меѓу еколошките токсини па и загадувањето со канцерот на белите дробови и на бронхите, заедно со мезотелиомот, кој што е канцер на обвивката на белите дробови, и со меланом, односно канцерот на кожата, се единствени 3 канцери кои што скоро со сигурност може да ги врзиме со загадувањето. Така да, навистина, канцерот на бронхот и бели дробови е скоро директно и тој е прогласен загадувањето на воздухот како канцероген. Така да е високо сериозно. Ние од вкупната смртност во Скопје, која е прилика околу 10.000, околу 20% отпаѓаат на загадувањето на воздухот. Од тоа причинско-последична, прва причина за смрт е влијанието врз срцевиот систем, значи исхемична болест на срце и мозочниот удар, а на трето место е канцерот на бели дробови. Така да се претпоставува дека од луѓето кои што умреле од аерозагадување, тие 20%, значи од 10.000 околу 2.000 луѓе во Скопје, од нив 20% се заради канцер на бели дробови. Значи таа е поврзаност со аерозагадувањето. Сега тука постои една кореспонденција и со изложеност, ако истиот човек бил изложен на тутун, значи пушење или некои индустријски гасови, тоа веќе се така наречени кофактори кои што заедно со аерозагадувањето ја даваат таа последица. Еве, поврзано со ова на ниво на држава, рак на бели дробови предизвикува смрт кај 793 луѓе годишно, тоа се 12% од сите случаи. Високи бројки освен во Скопје има во Прилеп, Тетово, Куманово, Битола, Струмица. Сите загадени градови. Спомнавте и тутун. Кои се други фактори еве на карцином? Па кај карциномите имате три групи на фактори. Едно се еколошките фактори, другите се генетски или метаболни фактори и третата е комбинација меѓу едните и другите. Она што е поволно во оваа неповолна ситуација кај овие кои што се врзани со еколошките фактори е дека бидејќи еколошките фактори доминираат во причините, тие може да се спречат. Генетските, па и метаболните тешко може да се спречат, се генетски аномалии кои што науката работи на нив да може рано да ги открие и да се регистрираат, али овде ние можеме да ги спречиме овие три групи на болести, реков срцевите, мозочниот удар и канцерот на белите дробови. Зашто тоа не го правиме ефикасно, тоа е друга причина, значи тоа е поволноста. Да, и со децении укажувате на поврзаноста меѓу загадувањето и здравјето. Дали мислите дека институциите свесно ја игнорираат оваа врска? Свесно, не можам да кажам дали е тоа свесно, меѓутоа е едно тешко подценување и запоставување на сите докази кои што ние сме ги дали. И број на смртни случаи, изгубени години на живот или скратен живот заради изложеност на аерозагадување, огромни пари потрошени заради отсуство од работа, смртниот случај така има некоја своја цена, значи изгубени средства заради број на умрени луѓе. И ништо тоа не помогна. Во некои други земји, во тие стручни собири, во размената на искуства, кажувавме дека најдобар доказ за да политичарите нешто направат и да им кажете колку луѓе умираат, од тоа или колку милиони евра се трошат годишно, кај нас тоа не помогна. Така да, за сега ја не гледам дека некои сериозни мерки се спроведени. Може би имаме намалување на загадувањето годишно, ама тоа е повеќе од природни причини него од некакви координирани акции. Добро, освен канцер, имаме ли алармантен раст на други заболувања, например, како последица на аерозагадувањето? Па, еве, канцерот кажав дека е поволно, пошто веќе
ја докажан канцероген и може да го врземе со бројот на смртни случаи или со дијагнозата канцер. Другите нема орган во кој што аерозагадувањето не влијае. Значи, тие честички влегуваат во крвниот систем, ги оштетуваат крвните садови, така да веќе имате пореметување на целиот васкуларен систем, одат во мозокот, па ако има и тешки метали може да се оштети мозокот, кај децата може да имаме и аномалии, дури некои студии кажуваат и аутизам, значи или предвремени породување или овие абортуси кај жените, некои дури и во одредени студии, зависи која студија кон што е фокусирана. Например, аерозагадувањето комбинирано со генетските аномалии веќе го врзуваат како причина во одреден број на случаи на канцер на гради кај жените, кој што е прв тип на канцер кај нив. Значи и тоа веќе се врзува. Во некоја студија и канцерот на мочниот мејл се врзува со аерозагадување, зависно тоа ако има бензопирен или канцерогени материи кои ние не ги мериме. Диабетот исто реков се врзува со аерозагадувањето. Ја мислам дека нема системи дека се случува еден оксидативен стрес во организмот, се пореметува целиот регулаторен систем и имунолошки систем и повторно зависно од постојниот имунитет, од ранливоста на возраста и така натака, ќе се случат бројни болести. Ева има исто загрижувачки податоци во извештајот на Институтот за јавно здравје во однос на светските случаи, дека Македонија регистрира над 7200 нови случаи на рак и дека има речиси двојно поголем број на ново регистрирани случаи на рак во споредба со светскиот просек, 390 наспроти 236 случаи на 100.000 жители, во 2021 биле дури 457 случаи на 100.000 жители. Зошто сме позагрозена нација во однос на рак, во однос на светскиот просек? Па, можеме само да претпоставуваме. Една од причините секако е еколошката. Значи, Европската унија одамна скоро веќе не се бави со аерозагадување и кај нив аерозагадувањето не е и во првите 5 приоритета, кај нас е супер прв приоритет. Така да ако они веќе ги следат нормите на дозволено пречекорување кои што се на Светска здравствена организација, кои што се прилично строги, построги дури од оние на Европска унија, и испод нив, например, скандинавските земји скоро да имаат нула аерозагадување. Ние понатамо сме со аерозагадување кој што е во просек два пати над нормите. Така да еколошките фактори се тие. Друго кој што можеби е позитивно е што сега и порано ги откриваме, значи регистрирањето и диагностиката е, да кажеме, подобрена. Имавме, ама сега не знам колку функционираат одредени скрининг програми, например ракот на дебелото црево, кај да се фокусира на некои вулнерабилни групи, оние кои што имаат некои генетски аномалии или кои што имаат некои диететски пореметувања, дебелини и така натака, да се направат студии за рано откривање на крварење во столицата. Кај ракот на дојката исто така има некои промотивни програми и мислам дека и тука, затоа што тој ќе видите од една страна имаме тренд на покачување на нови случаи, а друга страна паѓа трендот на смртноста, посебно кај белите дробови кај ракот. Значи тоа значи дека и порано ги откриваме, меѓутоа и очигледно и во терапеутскиот дел има позитивна реакција например, кај мажите се повеќе загрозени од бронхот, а кај жените ракот на градите е сличен трендот, се уште смртноста оди во некој нагорен тренд. Значи, битно е да знаеме колку се нови случаи, тоа е едно, меѓутоа битно е исто така да знаеме колку се ефикасна терапијата, значи раното откривање и терапијата. Спомнавте и деца, имаше податоци на УНИЦЕФ кои велат дека секој 9-ти смртен случај кај новороденчиња во земјава е поврзан со загаден воздух. Вие спомнавте колку нечини во средства од третман во болниците, еве имаме голема смртност. Колку нечини како држава целава ситуација со загадување? Знаете што, една од слабостите во нашиот здравствен систем е економскиот аспект. Значи, ние немаме стручњаци, тоа го прават економисти, и тоа се здравствени економисти, како што треба да има здравствени овие правници, да се бават со
правото возраст, така има и економисти. Оние последни економисти кои што доваѓаат од странските земји, углавно Светска банка ги носеше, кажуваат дека околу 4 до 5% од бруто домашниот производ се должи на трошоците за аерозагадување. Тоа беа околу 4 милиони евра пред едно 10-15 години. Сигурен сум дека сега тоа и повеќе. Професоре Ѓорѓев, ви благодарам за интервјуто. Благодарам и на вас. Почитувани, го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.